Добар ден, вие сте со најновото издание на отвореното студио на Телеканал А1 заедно со мене Дијана Ристова. Денеска разговараме за акцијата за пролетно чистење на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец од Струмица, но и последните активности на ова предпријатие низ општина Струмица. За таа цел го поканивме Бранко Георгиев, раководител на оделот Чистота при јавното предпријатие за комунални дејности од Струмица. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио. Добар ден до вас и до гледачи на нашите телевизија. Да започнеме најпрво со најновата активност на Чистота за пролетната акција на расчистување на градот. Кога започна, како се одвива, колку вработени се опфатени во оваа акција, дали секојдневно се работи на оваа акција и кога треба да заврши? Акцијата започна званично на 26 март со генерално чистење на кај нас познатите населби Чифлик и Карпуш и можем да кажем во која беа вклучени 54 вработени лица од јавно предпријатие Комуналец. Имавме 5 возила на располагање, од кое 4 трактори, 1 автоподигач и автометачка. Значи, првиот дел од акцијата протекна во добра активност од страна на граѓаните во овој дел од градот и само како податок дека акцијата беше успешна е тоа што на 26 од овие две населби беше подигнат отпад во вкупна количина од 81 метар кубен. Што за према нашите предвидувања е многу повеќе од она што ние мислевме дека може да излезе. Акцијата продолжува понатака, значи сега на втори во недела продолжуваме во долниот дел од градот или сите улици, вкупно на број се 44, што впаѓаат, што се во границите меѓу транзитниот пат или Климент Охридски, булевар Маршал Тито и улица Маршал Тито, се до излезот од градот према Куклиш, населеното место Куклиш. Значи, тие се 44 улици што ќе бидат опфатени во недела, почнувајќи од 7 до 16 часот. Очекуваме дека и овој дел од граѓаните што живеат во овој дел од градот ќе се вклучат активно во акцијата, ќе го извадат својот отпад пред нивните домови, ќе се јават на телефонскиот број 325 909 или на бесплатниот телефонски број на Систем 48 и истиот отпад ќе биде подигнат истиот ден. Значи, покрај генералното чистење на улиците ќе се врши и метење со машина, машинско метење и перење на улиците. Планираме да во овој дел, пошто многу неблагодарно се предвидува колкава би била количината на отпадот, предвидувам дека сигурно ќе биде многу поголемо од ова што беше во Карпуш и Чифлик. Оваа акција не застанува тука, значи после втори, следната акција за чистење на отпадот од домакинствата ќе биде на 9, каде што ќе биде опфатен горниот дел од градот, или поточно од улицата Маршал Тито или нашо кажано Старата чаршија, па се до горе до улицата Неретва и до излезот према Рудникот улиците. Ги повикуваме граѓаните да активно се вклучат, бидејќи ова е шанса да се ослободат од оној отпад што стварно и пречи дом. Бидејќи секојдневно доваѓаме до ситуација да ако нашето возило циркулираат секојдневно две возила што собират тврд отпад низ града, значи се случува да во денот и по два пати на една иста улица одиме да го собераме отпадот. Тоа е од неорганизираност, непријавување на граѓаните кај нас и затоа е целта на оваа акција. Значи, во еден ден да се собере што повеќе отпад и да го намалиме овие гледки по улиците што се случуваат во моментот. Така, дали очекувате по завршувањето на пролетната акција граѓаните да продолжат да внимаваат на чистотата во општината? Па секако. Проблемот не е до граѓаните толку многу колку што е до значи неинформираноста на граѓаните. Значи, сите граѓани
мислам дека не се запознаени, дека отпадот од градот, од нивните дворни места, од куќите, место да го стават на несоодветни места, покрај контейнери, покрај тротоари, доволно само да го извадат пред куќата, нивното дворно место, да се јават на бесплатниот телефонски број на Систем 48, во рок од 48 часи истиот отпад ќе биде подигнат. А сега во моментот се случува да, не знаејќи каде да се обратат граѓаните, иако и кај вас на сите електронски медиуми се објавува дека возилата на комуналец доаѓаат пред дворните места и го подигаат отпадот од кај, се уште се случуваат вакви ситуации. Со што се прават диви депонии, што после за нас како комунално предпријатие ни прават огромни проблеми. Чисто да им доловиме на нашите гледачи, кажете ни колку смет се собира дневно или просечно да кажеме? Просечно во градот Струмица се собира околу 148 метри кубни отпад. Значи, кога правиме умовет за отпад, тука спаѓат и комуналниот отпад и отпадот од растително потекло, гранки, градежен шут. Вкупната количина е околу 148 метри кубни дневно, што целиот тој отпад се носи на депонијата до Решеници. Ги чуваат ли граѓаните нивните канти за отпадоци или пак се несовесни? Ги чуваат. Ги чуваат нивните канти, што се од 120 литра, индивидуалните домаќинства, меѓутоа не се чуваат контейнерите. Значи, кантите, веќе добар дел од кантите во градот од 120 литра се оштетени, бидејќи се многу поодамна поделени на населението. Сега сме во фаза на набавка на нови канти, каде што сите домаќинства во општина Струмица, значи покрај градот Струмица и во населените места ќе бидат покриени со канти за отпад. Додека за контейнерите не можел да кажам дека се чуваат. Значи, имавте слика, сигурно, кога сред зима неизгасена пепел се става во контейнерите, доаѓа до опожарување на контейнерите, оштетување, верувајте дека се одделуваат огромни средства за набавка на нови контейнери. И секогаш, секој зимен период се случува со истиот проблем. Со уништување на контейнерите, додека кантите се чуваат. Така, исто така сведоци сме и дека голем дел од градежниот шут се остава во контейнерите, наместо да се повика службата за комуналец да го подигне шутот и да го достави до вистинското место, односно онаму каде што треба. Колку често се случува ова, каде може да се обратат сите оние кои што прават пролетно чистење на домот, а имаат таков шут? Сега во моментот дека трае акцијата, значи отпадот од градежниот шут ќе се подига бесплатно. Понатака, градежниот шут, пошто не спаѓа во делот на комуналниот отпад, е друга категорија на отпад и за него се наплаќа. Значи, ние имаме на располагање две возила вакви за собирање на градежниот шут и доколку граѓаните се имаат дома градежен шут, добро е да се пријават во Систем 48 или на телефонски број 325 909 во јавното предпријатие Комуналец. Ќе дојдат наши екипи, ќе го подигнат отпадот. Сега, после акцијата, значи, градежниот шут се наплаќа по 800 денари од трактор. Пошто ваквиот вид на отпад бара посебен третман на депонијата. Кога ќе се направи една математика, значи 800 денари со наши луѓе што го утоварат отпадот, градежниот шут што се утовара, е минимална цена. Се со цел за да може да ги одвикнеме луѓето градежниот шут да го остават на несоодветни места, како што се по булеварите, по контейнерите и така натаму. Нашето студио се наоѓа во близина на мостот на патот кој води до гробиштата. Сведоци сме за тоа дека еве минатата година се чистеше до мостот, меѓутоа од мостот па надоле просторот не е исчистен. Па еве што да очекуваат граѓаните кои живеат овде оваа година, дали ќе се исчисти и делот што е после мостот? Да. Значи во делот на пролетно чистење на градот Струмица се уфатени и двата порови. Значи и поројот на Крушевска република и поројот на улица Васил Главинов. Ќе бидат исчистени и двата до крај, меѓутоа ланската година се соочивме со еден голем проблем. Значи,
при чистението на долния дел от каналот, наидовме на неразбирање од страна на луѓето што гравитираат таму, што имат куќи. Значи не беше дозволено да го извадим отпадот од внатре, бидејќи требаше да поминеме низ нивните дворни места. Ни се случи на 2 или 3 места, кај што имавме буквално расправи со луѓето, дека зошто некој да фрла, а они со отпадот да се вади низ нивните дворни места, да се загада од дворните места и така. Ова година сигурно нема да биде така. Ќе најдеме начин како да биде изчистен овој дел од поребот. Граѓаните од улицата Мара Минанова досега преку јавните гласила повеќе пати испраќале апели за расчистување на просторот околу зградите, за кои стравуваат дека може да стане депонија. Што во врска со овој проблем? Се работи за улицата Мара Минанова на спој со улица Антон Панов. Значи таму гравитираат луѓе со ниска свест, може да кажем. Значи се случува да таа улица е претворена буквално во отпад. Се растураат фрижидери, автомобили за старо живе да се продават. Значи буквално овој дел е хаос направен. Офатена во акциите веќе на 2 во недела треба да почнеме со расчистување, иако претходната година на 4 пати бевме на истата локација. Таму доколку се продолжи со ваквите правење на вакви диви депонии, ќе мора да реагираат и комуналните инспектори. Бидејќи покрај сите наши укажувања дека било каков отпад да се има, не мора да се расфрла по неизградените делови од таа улица, кај што има напуштени дворни места, него да се јават кај нас, они пак продолжуваат исто. Значи сега во недела ќе биде изчистен овој дел. И Мара Минанова, и улица Ристо Клепов, кај што исто така се случуваат такви диви депонии, ќе бидат изчистени и понатаму мерки ќе мора да преземат комуналните инспектори. Доколку овој проблем постои веќе извесно време, зошто еве досега не презедоа ништо комуналните инспектори? Па беа на лице место. Почнаа да разговараат со луѓето. Беше побарано да поставиме контейнери од 5 метри кубни. Ги поставиме контейнерите, пак исто. Значи, па не се полнаа контейнери. Буквално има таму 2 или 3 плаца празни, што не се изградени, ги претварат во депонија. Таму нема место ни за механизација да влезе. Цел овој простор се чисти рачно, пошто е ризично да се стави машина внатре. Така. Проблеми настана и од големиот снег, кој што и ниските температури, кои што ги имавме оваа зима во однос на чистењето на улиците. Па еве, дали беше доволна механизацијата на комуналец, дали бевте подготвени за една ваква зима? Имавме случај кога еве луѓе од населените места од Рич, еве да земеме за пример, се јавуваа дека се буквално одсечени од градот. Значи, вака. Јас не би се согласил со констатацијата дека оваа зима јавното предпријатие комуналец не одговори на време. Навремено беа отворени сите улици. Буквално уште од првиот ден кога започна снегот, нашата механизација беше 24 часа на терен. Зашто покажува и фактот дека за оваа зима јавно предпријатие комуналец изфрли 55 тона индустријска сол и 20 тона ризла. Проблемот и градот мислам дека беше чист, што покажува и од реакцијата на граѓаните. Дури и улици кај што во претходните години не можевме да влеземе буквално од паркирани возила, оваа година имавме мало возило за расчистување на снегот од улицата. Проблемот со населеното место Рич е друг. Значи таму одржувањето на овој потек е на Македонија пат. Они воопшто не реагираа оваа година на расчистувањето. Сите 4 пати колку што бевме ние горе на расчистувањето, одевме по налог на општината. Они доставуваа барења до општината за да може да се изчиста, да се пробие патот, бидејќи имаа потреба од медицински услуги, не знам таму, значи храна и така натаму. Комуналец работеше како да кажам по налог на општината. Иако не е зацртан за одржување овој дел, патниот правец од Рабовци до Рич не е на одржување на предпријатие комуналец Струмица.
сепак ние 4 пати бевме на Лајден. Предизвика ли еве снегот проблеми, дали е отежна работата при одржувањето на јавната чистота во градот? Да. Дефинитивно да, бидејќи горниот дел од градот, кај што се улиците многу тесни, имаше премногу паркирани возила, па да луѓето или вработените што работат на собирањето на отпадот имаат доста проблеми. Таму кај што не можеше да влезат нашите возила, се работеше на рачно собирање со контейнери, со канти, за да може да се одземе отпадот. Меѓутоа, тоа се условите. Горниот дел од градот речиси и нема улица кај што има тротоар. И луѓето и нема каде да ги паркираат своите возила. Меѓутоа, тоа беше период од 5 до 6 ден. После беше се нормализира. Колку еве несовесноста на граѓаните од општина Струмица влијае врз одржувањето на чистотата во градот? Па доста. Мислам дека иако буквално градот Струмица, поготово централното градско подрачје, е покриено 24 часа со работници. Значи 24 часа се одржува јавната хигиена во пошироко централно градско подрачје. Може да се сретне улици, да се сретне период кога буквално канти се препълни. И тоа е одлика на нас граѓаните. Несовестно се однесуваме и околните, можем да ви кажем пример, да кажем булевар Маршал Тито, булевар Ленино, кај што има лоцирано правни лица, кај што има дукени или бутици или било што. Отпадот, место кој што ќе го извади од својот простор од дукјанот, место да го однесе на контейнер, они го стават во корпите за отпад. И ни се случува да една корпа ја праза во дено и по 7 по 8 пати. Зошто? За тоа што, така собственикот на дукјанот не сака да оде 5 или 6 метра подалеку од дукјанот, за да остави отпадот на соодветното место. И ги користат корпите што се за граѓаните што уминување што се. Тоа е несовестноста на нас. Плюс, како што рековте, се уништуваат и контейнерите, местото каде што се остава отпадот. Какви еве казни преземате за ваквиот вид вандализам? Јавното предпријатие Комуналец нема ингеренција околу казнувањето. Значи, наша должност е само собирањето на отпадот и одржувањето на јавната хигиена. Додека мерки околу казнувањето на ги имат комуналните инспектори и инспекторите за животна средина. Сепак останува на свеста на граѓаните. Најмногу зависи од свеста. Колку и да јавното предпријатие Комуналец одржува хигиена, колку и да комуналните инспектори или инспекторите за животна средина казнуваат, ако совеста не проработи, џабе се. Градот никој пат нема да биде чист. Што би апелирали, еве, сега чисто да упатиме еден апел до гледачите, како да рационално да го фрлаат отпадот, да не ја загадуваат животната средина? Па вака, сите сме сведоци да на сите излези од градот Струмица има диви депони. Значи, проблемот е воедно. Не треба си прават сами себе трошок, го стават отпадот или градежниот шут во своите собствени возила, го носат вонка од градот на 3 до 4 км и го фрлаат таму во Ендици или покрај реката Тркања, како што е сега. Место да се јават кај нас, да го извадат на соодветно место, да биде спакуван како што треба, да се јават во Комуналец и да дојдеме пред врата да ги го подигнеме, они си прават трошок, ли ја загадуваат и животна средина. Значи, само како илустрација, што се случува. Пред 10 на дена беше чистена локацијата од Македонска куќа, кај што викаме, до влезот на Струмица. Сега може да поменете да видите за рок од колку е толку, 10 дена, да видите колку има градежни шути сфрлани. Нема потреба да доаѓаат граѓаните во ситуација да си прават трошкови, да фрлат отпадот кај што нема е место, па и да бидат забележени некои од инспекторите. Значи, кога може проблем да се реши со заеднички договори и со само еден телефонски повик.
Меѓутоа, освен овој проблем, дали се соочувате и со некои други проблеми во одржувањето на јавната чистота? Па не. Значи, јавна чистота во делот, како што знаете, градот Струмица е поделен на 4 дела. Централното град, поширок централно градско подрачје, кај што јавната хигиена се одржува 8 пати дневно, неделно. Додека секој од трите раони во градот се чистењето на улиците и одржувањето на јавната хигиена е 2 пати неделно, како што се собира и отпадот. Значи, тој ден кога се собира отпадот од овој раон, да кажеме од раон број 1 или високиот дел од градот, тогаш во тој дел од градот се и метачите на одржувањето на јавната хигиена. И мислам дека доколку граѓаните остават простор да не го расфрлат отпадот кој как што му текне, не го стават пред своите домови, дека стварно градот ќе биде онака како што треба. И почист. Да. Еве за крај кажете ни за вашите идни активности, за идните активности на одделот за чистота во јавното предпријатие. Па рековме, во текст е набавка на канти за отпад од 120 литра, веќе имаме добиено контейнери од 1,1 метар кубен, се работи на поставување на таквите контейнери, она со замена на веќе дотраените. Имаме акцијата наша продолжува до 20 за расчистување на депониите и на генералното чистење на улиците до 23 април. Покрај ова што се чисти во градот, значи ќе бидат акциите, ќе се прошири во населените места на општина Струмица. И ова планираме некаде да биде покрај тоа што е зацртано некаде до 23 април. Мислам дека поради големиот интерес и големите количини на отпад, ова акција ќе продолжи до почетокот на мај. Господине Георгиев, јас ви благодарам за вашето денешно гостување и за одвоеното време. Благодарам и вас. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на телеканал А1 и се гледаме повторно во наредното издание. Пријатно!